Здраво дечки, денеска се наоѓам во Германија, во градот Хамбург, каде што и живеам, а денеска со мене е еден актер, еден комичар, еден навистина многу познат човек, каде што мислам дека сите го знаете, а тоа е Никола Тодоровски. Здраво, како си? Здраво. Прв пат во Хамбург и можем да кажам дека е откачено местото. И успе да прошеташ нешто? Па успеав да ги видам најглавните туристички атракции во градот. Не може да се опише во две реченици, мислам дека треба да дојдат луѓето да видат сами за што се работи. Разбирам. Ти екстра дојде од Охрид и сакав баш да те прашам како беше по новиот автопат, како се возеше, добро беше? Овој пат го избегнавме новиот Ај. автопат, пошто летавме преку Тирана, верувале или не, подобар е патот од таа страна да се поеди. Поблиску ни е од Охрид Тирана да стигнеме отколку Скопје. Вака сега, јас цело време кога го вижбав твоето име, цело време кажалав Тодоровски, а не Тодоровски. Кај е В-то? Го заборавивте или? В-то го чуваме за гости кои ќе дојдат во Охрид, за туристи и само тогаш го употребуваме, не е за секојдневна употреба. Јас мислам дека ние сите како деца гледавме навистина многу народни приказни и јас знам, или тебе те знам, како ѓаолот. Јас секогаш кога гледав како мало дете, јас секогаш ги затварав очите и само слушав бидејќи многу се плашев од тебе. Како беше тоа? Како стигна до тоа да учествуваш на народните приказни? Често добивам коментари дека луѓе се плашеле од мене. И меѓутоа, по нешто мора човек да биде запамтен. Мене ме памтат по тие некои улоги. Другата по која што ме памтат во приказните е Икти за Билбил, значи пилчето во една друга епизода, не знам таа дали си ја гледала. Да, ја гледав. Така, значи има и црна и не толку црна, посветла страна на работите што сум ги направил. Извини што имаш трауми во детството од тоа што си го гледала на македонски приказни и мене како ѓаол. Така да, гледаш во живо не сум толку страшен. Добро, уште мислам не се знаеме. Добро, да. И видиме тоа уште, нели? Да. Океј. Ама вака се, колку епизоди ме снимено? Не, преку 300. Колку години беше таму? Па 300 епизоди, тоа колку години? Да не снимавте тоа се? 6-7 години некаде. Да, разбирам. Сега ме интересира малку повеќе за твоето детство. Ајде. Нели кажа дека не Од кого работиш? се плашев јас? Може, да, баш тоа ме интересира. Имаше една реклама за цигари партнер. Ми беше прилично травма од детството, пошто ја даваја пред мечето ушко. Имавме во детството можност да гледаме еден цртан филм што ќе го пуштае на телевизија во 7:30. Ретко за празници и споен викенд ако имаше пуштаја 2 цртани филмови и кога ќе видевме дека после завршување на едниот има уште еден, тоа беше на ниво на Дизниленд за нас. Така да не е како во денешно време со скролање, не ќам ова, скип и неограничено е. Значи тогаш требаше да заслужиме. Така да се сменаа времињата од тогаш. Еве јас сега сакам да станам учителка, ти што сакаше да станеш на 12-13 години? На 12-13 веќе сакав да се занимавам со глума и тогаш почнав да се занимавам со глума. Претходно кога бев во детството во помала возраст, сакав да бидам космонаут. Ама немавме можност, Вселенскиот центар во Македонија не беше доизграден, уште нема, како се викаат, поставено темели, не се имаја пофалено на вести. Така да желбата остана не доволно реализирана. Меѓутоа од скоро време започнав да се занимавам со нуркање, што е исто одење во непозната територија кај што не секој бил и исто така потребно е и паметно да си носиш воздух со себе. Така да тоа ми е најблиску до реализација на мојот сон од детството. Ама добро, на кој сакаше да патуваш на Јупитер или на Марс? Немав конкретна локација, уште мислам. Размислуваше? Да. Еве нешто да ни раскажеш нешто интересно од твоето, да кажам, школување кога беше на училиште, петки сите ти беа? Па да, бев одличен ученик. Сега тренд постои дека
За да си богат, не треба да имаш факултет завршено и демек обично тие што не завршиле факултет или не го продолжиле образованието, не завршиле високо образование, се пофаца, се по пргави, по итри, по снаодливи, по креативни, мислам дека малце е митологија во прашање, така да апелирам сите што се во таа возраст да си завршат образование. Образованието е сила, образованието е моќ, како што тоа го вели владата. Така е, а некоја интересна анегдота од твоето училишно време, да кажам? Уште во забавиште заедно со мојот вечен сопатник, колега и брат Стрезо Стаматовски, правевме бели, учевме Григор Приличев, училиштето се реновираше тогаш. И бевме преместени во близина е гимназијата и од забавиште, значи се води како предшколска возраст, имавме прилика да се школуваме заедно со средношколци и правевме бели. Девојчињата ги пуштаа прво на одмор, па после нас, машките, уште во тоа време имаше еднаквост помеѓу половите и ја туркавме вратата, не ги пуштавме да се вратат внатре во училницата и вратата се извади од пафтите и падна тука и откачивме вратата. Деца на по 6 годишна возраст, значи, и ги добивме првите шлаканици. Тоа беше еден прилично практичен воспитен метод во 89-90 година. Ама една работа што уште сакам да те прашам, за малку ќе заборавев. Каде, да кажам, ти е сонат, нема врска каде у светот да настапуваш? Во Карнеги Хол. Каде? Карнеги Хол, Нью Йорк. Во Нью Йорк? Да. Исто на англиски, не? Па, би било логично да е на англиски. Па не може би исто на македонски? Може. Па заради тоа прашувам. Може. А добро, а за тебе да кажам што е подобро, да си во мала публика или да имаш мала публика, голема сала, мала сала? Вака, значи, атмосферата е различна. Кога настапувам во клубови, поблиску се луѓето, поинаков е начинот на комуникација. Нормално дека во сали со поголем капацитет е исто така интересно, мислам подруга е атмосферата, по еуфорична знае да биде, така да се си има свој позитивни страни. Не можам да речам дека има негативни страни, затоа што уживам и кога има 50 луѓе во публиката и кога има 2500. 2500. Да. Си имал до сега некој настап со толку многу луѓе? Сум имал неколку. Сум настапувал во зала 1 во Софија, од прилика тоа е капацитетот. Исто така во Лисински во Загреб. Сум настапувал повеќе места на скоро сите театри домови на култура во Македонија, така да различни искуства. Да, а трема имаш за после? Не. Не? Немам. Браво. Немам затоа што патувавме со визер и морав да дојдам само со еден ранец и немаше кај да ја ставам, па не зедов. Значи ја заборави темата. Само најбитните работи. Смешки и пешкир. Баш што ме интересира, нели секогаш ти пред да настапуваш, нели учиш сега на пример да кажам кои смешки ќе ги кажуваш, нели? Или правиш се фристайл? Не е се фристайл, има доста фристайл, не е се. Има отприлика како во џез музика, значи има партитура одредена, која е конкретна или тема и врз база на темата се развива одреден материјал. Не секогаш се е напишано и се знае што ќе се случи, тоа е убавата работа во стендапот, затоа што комуникацијата со публиката е директна и треба да си во контакт цело време, да чувствуваш како реагираат луѓето кои се во публика и врз база на тоа и врз база на моментална инспирација се случува тоа што се случува. Па што ме интересира, дали има понекогаш луѓе кога ќе зборуваш со нив од публиката да се наљутат на пример?
Па мислам дека ако дошле на комеди шоу за да се љутат, треба да сменат локацијата. Да. Wie heißt du? Како сум? Мгм. Што значеше тоа бе? Као се викаш? Да, добро, тоа го знаеме од општа култура малтене. Добро. За Окей. потребите на шоуто се викам Јоне. Wo befindest du dich heute? Најчесто во четврток, меѓутоа не мора да значи, зависи од локацијата и од нели, и од кој месец е во годината. Da, четврток и месецот, да, баш разбирам. Okay, warum bist du heute hier in Hamburg? Зошто дојдов во Хамбург? Па затоа што идејата ми е да имам што повеќе шоуа интернационално. Вечерва настапувам за нашата македонска публика, меѓутоа настапувам исто и на англиски јазик. Претходно настапував и на бугарски, и на српски, бидејќи во Бугарија имам студирано. Во Србија немам студирано, ама како мал гледавме доста серии телевизија на српски, имаше стрипови на српски, така да го научивме јазикот уште тогаш, затоа што така беше во бивша Југославија. Добра, а каде следно да кажам планираш да Да имам стендап шоу. баш тоа? Ова не беше на германски, ама го разбрав. Започнав со нова турнеја, со ново шоу во Македонија прво, па после да сме здрави и живи, на есен ќе дојдам повторно на малку поголема турнеја во Дојчланд. Во Дојчланд. Сега ова се последните настапи со Лошо куќе, тоа е претходното шоу, ова што ќе го видите. Лошо вечерва. куќе. Како е на германски? Лошо куќе, хунде, ама шо хунде, не знам. Böser Hund. Böser Hund. Олеле, значи куќе со бузи, со такво, со Böser Hund. Па може и така сега. Böser Hund. А после денешнава шоу ќе планираш тоа да го објавиш на YouTube? Пред да дојдам тука во Германија, имав шоу во Охрид, шоуто се снимаше. Точно на Великден ќе има публиката да го гледа на YouTube. Супер. Да, така да сите што не успеале во овие 2,5 години од прилика кај што го изведувам тоа шоу, секој што не успел да дојде на шоу во живо, нормално дека во живо е поинаку, мислам, поинаков е амбиентот кога си во живо со публика и гледаш нешто во живо, поинаку ќе е на видео на YouTube, меѓутоа тие што не успеале да го видат шоуто во живо ќе можат да си го гледат на YouTube. Супер. Океј, благодарам Никола. Се надам дека следниот пат повторно се гледаме во Германија и благодарам исто така многу за твоето време. Фала за поканата. И постубаво да си поминеш на Böse Hund. Dankeschön. Ќе кажеме сега заедно чао, дечки. Чус. Океј, може и така. Дечки, а вие пишете ми во коментар дали до сега сте биле на стендап шоу од Никола и пишете ми каде. Чус. Чус!